Драги македонци и наши пријатели, следуваат снимките од големиот илинденски пикник на организацијата Обединети македонци. Уживајте! Почитувани сестри и браќа, македонци, почитувани гости,
да ни е чест и светол Илинден и да е за многу години најсилниот, најсветлиот, најмилиот и најсаканиот празник на македонскиот народ. За време на целиот ден посетителите ќе бидат забавувани со прекрасни македонски песни и ора во изведба на оркестарот Сонја и Оливер Бенд. We see thee rise, thou Juno strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God, King our land, glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for Makedonia se rađa, novo sunce na sloboda ta. Makedonci te se borat, sa svojte pravdini. Makedonci te se borat, sa svojte pravdini. Odnovo sega zname to sebe, na kruševska ta republika. God se delče i tu duli, da me kruje sandalski. God se delče i tu duli, da me kruje sandalski. Gorite makedonski šturmovea, novi pesni, novi pesnici. Makedonija slobodna, slobodno žive. Makedonija slobodna, slobodno Благодариме овој прекрасен глас беше на нашиот маестрален Игор Дурловски, кој што требаше да биде наш гостин, зашто подоцна ќе објасни господинот секретар Никола Делов. Во секој случај, тој е со нас и дел од нашите срца и денеска, иако се наоѓа во Македонија.
Благословен е нашиот Бог, постојано сега и секогаш и во вечни векови. Свети Боже, свети силни, свети безсмертни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмертни, помилуј не. Свети Боже, свети силни, свети безсмертни, помилуј не. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш во сите векови. Амин. Пресвета Тројце, помилуј не, Владико, чисти гревовите наши. Свети посети ги селеги немощите наши заради Твоето име. Господи, помилуј, Господи, помилуј, Господи, помилуј. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега секогаш во сите векови. Амин. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, дое царството Твое, да биде волја Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го денес и прости ни долговите наши, како што и проштаваме ние на нашите должници, и не води во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое царството, силата и славата на Отца и Сина и Светиот Дух сега секогаш и во вечни векови. Со духи праведни скончавши ся душу раби Твоje ја спасе у покој, сохраняя ju во блаженој жизни, јаже у Тебе человеколюбче. Покојшти Твоим, Господи, идеже вси святи, Твоим упокојевајуцја, упокој душу раби Твои, јако един еси человеколюбец. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, Ти еси Бог сошеди во атiju зави оковани, разреши ви сам и душу раби Твоеја упокој. И нине и присно и во веки веков. Амин. Едина чистая и непорочная Дево, Бога без семени родшая, моли спастися душами. Со святими упокој, Христе, душу раби Твоеја, идеже не с болезан, ни печал, ни воздиха, не но жиза Вечная. Помилуј не, Боже, по Твојата голема милост и се молиме, чуј не и помилуј. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молиме за покојот на душите на починатите наши татковси, мајки, браќи и сестри, знајни, незнајни и за сите борци, поборници и линденци кои ги дадо животите, а слободата на нашата татковина Македонија и на нашата втора татковина Канада, и да му бидат простени сите прегрешенија, волни, неволни. Господи, помилуй, Господи,
помилуй, Господи, помилуй. Милост Божja, Царство небесно, и опростување од гревовите од Христа, безсмртниот Цар и Бог наш, просиме. Да се помолиме на Господа. Зашто Ти си воскресение, Ти си живот и покој на сите Твои починати чеда, Христе Боже наш, и ние Тебе слава Ти вознесуваме на безпочетниот Твој Татко, пресветиот, благ и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Премудрост, пазете да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од светото Евангелие според Јована. Да внимаваме. На евреите кои што беа дошле кај него, вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној што ме пратил, ќе има живот вечен и нема да дојде на суд, а преминал од смрт кон живот. Вистина, вистина ви зборувам, иде часот и веќе дошол, кога мртвите ќе го чујат гласот на Синот Божи, и штом го чујат ќе оживеа. Оти, како што Отецот му даде власт на Синот човечки, да осудува, така му даде власт него да осудува, Оти е Син Божи. Не чудете се на ова, зашто иде часот кога сите кои што се во гробовите ќе излезат, и кои правеле добро ќе воскресна за живот, а оние кои правеле зло ќе воскреснат, но за осудување. А јас ништо не можам да правам само од себе, како што слушам, така и судам, и мојот суд е праведен. Оти не ја барам мојата волја, туку волјата на оној кој што ме прати. Господи, подаш шоправ Твојих и сотвори вечното соблаженою и вечную памјат. Вечная памјат, вечная памјат, вечная памјат. По молитвите на сите Твои свети Господе Исусе Христе Боже наш, и по молитвите на старозаветниот пророк Илија, чи со спомен чувствуваме и празнуваме, и сите свети да не помилува и спаси како благ и човеколюби Бог. Почитувани гости, Илденскиот пикник стана традиционален настан кога на свечен начин, преку богослужба, прекрасна македонска музика и другарување во природата, и му даваме почит на сите македонци, кои ги посветија своите животи за слободата на нашата татковина Македонија. Со овој величествен собир, ние ги славиме сите македонски великани, од најстари до најнови времиња, кои на 2 август постигнале големи подвизи и со тоа за секогаш го задолжиле македонскиот народ.
Ги славиме подлизите на славните македонски цареви, Филип II Македонски и неговиот син Александар III Македонски, кој на 2 август во 338 година пред новата ера ја извојува решавачката битка на реката Херонеа и целосно ги уништија обединетите елински војски, меѓу кои и 300 славни спартанци што ги победија нивните непријатели претходно секогаш, персиците кај термопилите. Ги славиме и линденците од вториот Илинден, од 903 година и третиот Илинден, 944 година, кога конечно, после многу векови, иако на само еден дел од македонската земја, се изборивме за македонска држава, која во 1990 година стана независна и самостојна Република Македонија. Почитувани присутни, во продолжение ќе го проследиме посланието од неговото високо преосвештенство, господинот Методи, надлежен архиереј на Македонската православна американско-канадска епархија. Тука, како што го представивме пред малку, е отец Константин Митровски, инаку парохиски свештеник во Македонската православна црква Свети Илија од Мисисага, кој е во исто време и архиерејски наместник на Македонската американско-канадска православна епархија. Повелете отец Константин да го чуеме посланието. По милоста Божија, архиепископ Охридски и Македонски, неговото високо преосвештенство, митрополитот Американско-канадски, заедно со Светиот архиерејски синод, до свештенослужителите монаштвото и до сите чеда на Македонската православна црква, а по повод илинденските празнувања, испраќа мир и благослов од Бога. Те молиме, божествен пророче и боговидецу Илија, дарувај му победа на нашиот народ, а на душите наши милост голема. Возлюбени празниколюбци, секоја година на овој ден прославуваме голем старозаветен праведник и голем богоугодник. Го чествуваме светиот пророк Илија, ангелот во тело, столбот на пророците, вториот претеча на Христовото доаѓање. На овој ден, заедно со хорот на светиите од сите времења, од сите земји и народи, го прославуваме громогласниот пратеник на живиот Бог, но исто така денот на Свети Илија, Илинден, покрај во духовната, има и посебно место во националната историја на македонскиот народ, зашто е ден над деновите во обидите за духовна и за национална слобода. Свети Илија бил пророк силен на збор, но голем на дело. Неговото житие раскажува дека тој со бројни чудеса ја покажал силата и власта на живиот Бог. Возлюбени чеда на нашата света црква, црковното минато на нашиот боголюбив народ наликува на иконостас. Во секоја икона прикажува по една сцена од тешкиот, но благословен пат на врвење низ историјата. И речиси во многу од тие историски моменти, народниот живот е сличен со животот на овој наш сенароден патрон на светиот пророк Илија. Нашиот народ го возлюби Бога и скрушено му се принесе како жртва сепаленица, носејќи го низ времињата достоинствено својот крст. Па како несагорлива капина, тој непрекинато гореше со огнот на Словото, трпејќи низ вековите страданија и неправди, понижувања и клевети, поробувања и измачувања, и покрај се. Му благодареше на Бога за трпението и надежта што му ги дарувал. И преку своето историско постоење да ги изобразува Христовите спасителни страданија. Долги столетија нашиот народ се подвизуваше во пустината на овој свет, единствено насладувајќи се од гласот Божи. Во најтешките пак мигови, човеколюбивиот Бог
секогаш му го праќаше колесничарот Илија, за да го воскресне, подобно на синот на Сарепската вдовица. Илинденското востание од 1903 година е многу повеќе благочестиви од бунт против поробувачите. Тоа е завет запечатен со крвта на нашите боголюбиви и слободолюбиви предци. Тоа е дело кое се темелело на благородна идеја, а во неговата основа се наоѓале евангелските идеали за слобода, правда и рамноправност. И впрочем, иако востанието завршило со ограничен успех, долгорочно победата им припаднала на илинденците. Историски не е важно што извојуваната слобода траела кратко, туку што таа била мотив во понатамошната борба за конечна слобода, што ја живееме денес. На првото заседание на АСНОМ, одржано во 1944 година во манастирот Свети Прохор Пчински, повторно на Илинден, возобновена е македонската државност, а со тоа се создале услови и за воскреснување на древната Охридска архиепископија. Македонскиот народ непоколебливо и пожртвувано застанал заедно со слободолюбивите народи во борбата против фашизмот и извојувал победа. По молитвеното застапништво на светиот пророк Илија на 8 септември 1991 година, Македонија се прогласи за суверена и самостојна демократска држава. Да побараме прошка од оние на кои сме им сгрешиле, но да им простиме и на оние кои тоа искрено го бараат од нас. Во ова време преполно со предизвици потребна ни е дополнителна будност и во бранењето на слободата и национална и духовна, како и во грижата за споменот кон оние кои што се жртвуваа, бранејќи ги верата и татковината. За нашите вистина и историја немаме право на отстапки заради сегашноста, зашто со тоа внесуваме неизвестност во иднината. Идеалите на илинденците и на сите кои што се бореа за слобода на Македонија треба и да се наши. Учејќи се од искуството на минатото, да се чуваме од лоши совети, од лажни пријателства, од суетни пофалби, од празни ветувања и особено од националното и од духовното неединство. И да не го заборавиме најважното, дека единственото вистинско богатство е непресушната благодат на Царството Божјо, дека единствената вистинска слобода е слободата во Светиот Дух, дека единствената вистинска правдина е правдата Божја, дека единствената вистинска љубов е безграничната љубов на Бога Отецот и дека единствената вистинска победа е извојувана еднаш за секогаш на крстот Христов. Нека ни е честит Илинден на сите во татковината, како и на вас, раселените македонци по светот, нека им е вечен споменот на сите кои што се бореа за духовна и за народна слобода на Македонија. Амин. Архиепископ Охридски Македонски Стефан, заедно со членовите на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, Петар митрополит Преспанско-Пелагониски и администратор Австралиско-Новозеландски, Тимотеј митрополит Дебарско-Кичевски и администратор Австралиско-Сиднејски, Наум митрополит Струмички, Агата Ангел митрополит Повардарски, Методи митрополит Американско-Канадски, Пимен митрополит Европски, Иларион митрополит Брегалнички, Јосиф митрополит Тетовско-Гостиварски, Јосиф митрополит Кумановско-Осоговски, Гораст поранешен митрополит Европски, Климент епископ Хераклејски, Јаков епископ Стобиски. Ви благодарам и честити луѓе. Прифатија привремено обраќање во рамките на Обединетите нации, кое постана долготрајно и низ цел свет. Ние им прогледавме низ прсти. Го сменија знамето да и угодат на Грција,
ние ја проголтавме и таа горчлива пилула. Прифатија поневижувачки разговори и преговори со цел менување на државното име. Ние се надевавме дека само ќе разговараат и преговараат, но никогаш нема да го сменат името. Конечно, се најде лудак кој и навистина го смени државното име и етничко име, кој велеправникот Заев ветуваше дека го циментирал. Затоа, драги македонци, веќе нема простување, бидејќи не смее повеќе да се простува. Нема прогледување низ прсти, не смееме да дозволиме да ни протураат горки и отровни пилули и нема надевање дека нема да го сменат името. Сите тие предавници и велепредавници, некои помалку, некои повеќе, но сите тие се предавници. Исто така и со нашите предавници и одродници. Дали само разговарале или преговарале за го сменат името, или пак и конечно го смениле името, сите тие се предавници. Затоа велиме, нема правда за македонскиот народ. Тогаш нема правда никој за македонец каде и да живее во светот. Велепредавникот Заев е шампион. Шампион во лажење, измама, корупција, криминал. Не знам каде дипломирал, но тој факултет мора да е некој посебен за лажговци или пак лажењето му било според домашното воспитание. И наместо да се жали, Заев треба се праша што му направил на македонецот за тоа да му пожелува. Да не е заради промена на името и покрај недвосмисленото изјаснување на македонците со референдумот во 1991 година дека се за независна Република Македонија, како и целосниот бојкот за промена на името од септември минатата година. На македонецот допрва ќе му пука филмот, но тогаш идната македонска народна и национална влада ќе го има последниот збор. И тогаш во која држава Заев ќе бара азил? 3 Илиндена, 2 август 338 година пред новата ера, 2 август 1903 година и 2 август 1944 година се величествени патокази за што се е способен и спремен македонскиот народ. Сме трпеле незамисливи злодела од сите страни. И сега мора да го истраеме и ова злодело, наречено Заев. На крај, драги македонци, нека ни е честит Илинден, да сме здрави и живи и порано или подосна ние ќе победиме. За многу години, македонци. Покрај македонци, покрај Вардар македонци, и Пирин македонци, славно име непокорено. Едно име имаме во душата, го носиме, за тебе живот даваме, Македонијо. Едно име
slavice, koji se rodimo tebe i život dava za tebe. Jedno ime imam, evo duša ta go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime imam, evo duša ta go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Управниот одбор на нашата организација со цел да изрази почит кон нашиот херој Игор Дурловски, пејачот кој што се осмели на 27 април во собранието да ја испее македонската, а не туѓа химна. Ние го поканивме да дојде на денешниот ден, на нашата денешна слава тука и поднесе благовремено комплетни документи за да добие виза од канадската влада. Нажалост, некои структури во администрацијата го забавија издавањето на визата и Игор Дурловски не можеше лично да присуствува на денешниот празник. Затоа ги пренесувам директно неговите лични честитки и ве поздравувам во негово име и на неговото семејство. Игор Дурловски не е денес тука, но ќе биде наскоро, многу наскоро, да можеме во живо да го поздравиме и да му се заблагодариме за неговата храброст во собранието, што испе македонската химна со полн текст, без какви да се исклучувања. Почитувани браќа и сестри македонци, ви благодарам за укажаната чест да ви се обратам на сите во Канада, а и на целата диаспора и да пратам братска, но и универзална порака. Почитувани македонци и пријатели, сакам да се подсетиме на пожртвуваноста и идеологијата на востаниците и на нивната борба и идеја за независна и суверена Македонија. Благодарение на нивната храброст и истрајност, тој сон кој го живеевме до вчера, денес ни е одземен. Сеќавајќи се на нивните подвизи, наша обврска е да ја продолжиме нивната идеолошка борба и да придонесеме Македонија да биде успешна, напредна и стабилна држава. Токму вие сте браната на македонскиот суверенитет и наше достоинство. За нас, Илинден е темелот, идејата околу која треба да се обединиме и денес. Образецот со кој нашиот идентитет е запишан во нашата ДНК. Без разлика на актуелните читања и толкувања, Илинден не е само појавното, тоа е внатрешното, духовното, вистинското, символ на обединување, на непокор, пркос и храброст. Илинден е верски, духовен, идентитетски нуклеус на македонецот и како таков го доживува оној кој е задоен со македонско млеко. Нашата грудка земја, од векови топена со пот и крв, ја газеле разни окупаторски чизми, но босите нозе на автохтониот народ биле поистрајни и тогаш, а така ќе биде и сега. Го одиме овој пат заедно, знаеме за која цел се бореле нашите херои, знаеме за која цел сонуваме ние. Нашата генерација го живее тамнешниот сон на безброј знајни и незнајни борци, херои, жртви. Тој сон го прифативме здраво за готово, заборавајќи дека за слобода треба секојдневно да се бориме. Нашите браќа, бранејќи ја идејата, верувајќи дека ја бранат Македонија, уставот и правото, и денеска се позатворите. Со секој нов ден, борбата станува потешка, но борбата е наша, а ние не се предаваме. Заедно со вас, ќе успееме, ќе дојде светол ден, ќе пееме и весели песни. Честит Илинден на сите македонци и да ни е вечна Македонија. Благодариме за оваа говорна порака на нашиот херој Игор Дурловски. Добар ден, драги пријатели, почитувани свештеници
македонци. Многу ми е драго што ве гледам тука собрани на овој илинденски пикник. Во моје лично име и во името на управниот одбор на црквата Свети Илија од Мисисага ви го честитаме Илинден. И исто така сакам да нагласам дека не е доволно само да го чествуваме, меѓутоа ние треба и некои работи да превземе, тоест да се спротивставуваме на сите оние деградивни процеси во Македонија. Значи ние тука не е само да се собереме, него ќе треба нешто да се превземе за понатака да можеме да продолжиме и понатака да го чувствуваме овој Илинденски ден македонски. За многу години Илинден, за многу години Македонија. Добар ден, драги македонци. Јас се викам Христијан Рошанковски, јас сум председател на Македонската младинска мрежа при Македонската православна црква Свети Климент Охридски. И тука заедно со мене се Намче Трпески, председателот на Асоциацијата на македонски студенти на University of Toronto, и Вики Велјанов, председателката на ансамбл Македонка. И од името на нашите организации би сакал да им го честитам на сите македонци собрани тука денес големиот македонски празник Илинден. Furthermore, to all the young Macedonians out there who maybe don't understand Macedonian, we would like to strongly encourage you to get involved with our organizations and to strengthen your ties to your Macedonian roots. Like Christian said, I'm from AMSAT, the Association of Macedonian Students at U of T. I would like to invite any youth that wants to get involved. Hi everyone, my name is Victoria Villanov. I am representing Ensemble Makedonka today. This year we are celebrating our 60th anniversary of the dance group. Добър ден! Навистина добър ден! Брајка и сестри македонци, како председател на Ларинското друштво, честит Илинден! На сите македонци, каде и да се, I am happy to be here today because Latin Association and United Macedonians имаме една мисла, една борба, една Македонија. Една Македонија, ниту таква, ниту ваква. Always, always Macedonia. Let every one of us do something about Macedonia. Let every one of us help Macedonia. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ, да сме живи и здрави. Thank you. Тука сме ние, вечни векови, во удавеги беломорски, обаде нас свети наши корени, од исти мајки тук родени.
Isusa, da moja zemlja makedonska, Boga svetoga ostanovane i ime sveto ne imenovane. Makedonski pesmi gordo peve. Чест е денес да се биде на оваа сцена, затоа што зад мене поинаков ќе биде говорот од пред 3 години, затоа што поинаква беше и Македонија. На почетокот им се поклонувам на храбрите македонци на оваа сцена. Председателот на Обединети македонци, господинот Стојковски. Свештениците од нашите свети храмови во диаспората. Председателот на друштвото од Лерин. Епархискиот представник. Председателот на црквата од Мисисага, одсутниот председател на Свети Климент Охридски, Света Недела од Деџекс, па понатаму продолжувам со почитуваниот Бил Николов и младината во Канада. Зошто е чест и гордост Илинден? Затоа што паднаа многу животи на моите учители. Гоце Делчев, Питу Гули, Даме Груев, Јане Сандански и уште многу други илинденци, и уште многу други пред нив и уште многу други по нив. Нивната идеја, визија и мисија беше Слободно Македонија. Успеа да ја донесат првата Крушевска република на балконот, да бидат чест и пример за светот, но подоцна крвавите борби и големите апетити на соседите створија поинаква клима на нашето тло Македонија. Продолжувањето на храброста на многу луѓе и македонци не обстои затоа што верува дека слободата може да дојде на поинаков начин, освен со крв и многу крв. И се успеа во тоа. Освен илиденците во 44-та година на првото заседание на АСНОМ да добиеме слободна територија Народна република Македонија и кодифициран јазик македонски, со македонски устав, македонски идентитет и македонски јазик, кој се почитува секаде низ светот. И така ќе продолжи се додека сме заедно и се додека сме тука, таму и секаде низ светот. Ние ќе бидеме успешни и горди македонци. Ова црнило ќе помине затоа што ние секогаш сме во искушение. Во генот на македонскиот народ е да биде искушуван, но во генот на македонскиот народ е да биде и храбар, чести, достоинствен човек. Никогаш да не побегне од твоето тло. Никогаш ние не сме за туѓото, но не го даваме своето. Имало и ќе има предавници, но многу е тешко предавниците да бидат внатрешни, да успеат да соберат толку храброст и да се пазарат за името, за нашата светост, за нашето име кое што е библиско, запишано во Библијата и трае и чмае низ вековите. Нашето име е голема пречка на соседите. Нашето име е голема цел. Нивните јазици се толку големи и алчни, што сакаат таа мала територија да ја зграбат секој на собствен начин. Успеале неколку делови да оделат и да направат Егејска, Пиринска и Вардарска Македонија, но успеале тоа да го направат само во геополитички цели.
не успеале да го скршат македонецот во срцето. Затоа и денес сите овде се тука од различни краишта на Македонија. И внатрешните и надворешните, нивната цел е иста. Идентитетот живее во секое срце, вирее во секој македонец. Се додека сме сите заедно, го зборуваме македонскиот јазик. Ја сакаме Македонија. Ке не има насекаде, ке се подржуваме и ке успееме сите предавници кои моментално продаваат се што можат и се што умеат да си го вратиме назад. Затоа што тоа е аманет од нашите дедовци, од нашите корени. Ние ќе продолжиме и понатаму со Македонија, секако се разбира. Оваа прослава на 116 години од Илинден и 45 години од Асном е црна. Затоа што многу црно е во Македонија. Затоа што некој успеал да собере толку голема сила и да променува име. А бре името не смееме ние самите своето собствено да го менуваме, затоа што нас некој ни го дал кога сме родени, затоа што некој не поклонил на овој свет, за да обстоиме, да бидеме честни и достоинствени, а не да го менуваме името на една држава, на една световина, која што е пример на култура и традиција низ вековите. Затоа што се зависни од она што го имаме, преку фолклорот, трудот, работата на нашиот народ, затоа и посегаат со нивните раце на нашата територија. Но верувајте, се уште има македонци. И во Македонија, и надвор од Македонија. Слоганот кој што го гледам на оваа сцена: ние сме македонци од Александар Македонски, цар Самуил, ние зборуваме македонски, ние сме Македонија, ке не држи, затоа што не држело низ вековите, ке продолжи и понатаму, бидејќи единствено ние, сплотени од сите страни, сите демони ке ги истераме. И сите тие ке успеат некако да влезат онаму каде што им е местото, затоа што се пазарат, затоа што нема цена, затоа што се пазарат за она што е вековно и за она што треба да биде наша иднина. Ние на овој свет доаѓаме со една цел: да се заштитиме себе си, да си ја заштитиме нашата територија, да си ја сакаме Република Македонија и да дадеме се од себе за неа. Само така ќе бидеме верни на традицијата и културата, само така ќе бидеме промотори на светот и столбот наш илинденски со големата идеја да останеме мисионери на овој свет, ќе бидеме единствени примери кои што ќе живеат и сите да не паметат. Драги македонци, се ќе помине, само храбро напред и сите заедно. Ви благодарам.
Duboka Nebama i gospodina Fernando Bakalovski. Gospodin Fernando Bakalovski da ne počesti svojna pesma makedonska. Što ne te plaši Makedonija, malo i beli svet. Ovi dušmanke mleze, živne mama izleze Makedonija, ti go stavaš grob. Ovi dušmanke mleze, živne mama izleze Makedonija, ti go stavaš grob. What do you do if something goes wrong in your life? What if something happens that you need to fight for? Do you give up or do you fight? You fight. Okay, my wife, if she's listening, she's wondering what I'm going to say. And this is it. And I'm going to try to get through this quickly without getting emotional. Some of you know, many of you know, I've had cancer 3 times. I was told way back that if it came back the 3rd time, it's over. Guess what? Long time ago, keep in mind, not recently, but it did come back a 3rd time. I was laying in Princess Margaret Hospital and they told me to prepare. Guess what? I prepared to fight. I did not prepare to die, I prepared to fight. They told me that I was going to be dead 2009 or 2010. I know what's right and I know what to fight for. It's 2019 now and I'm still here. What happens when something happens to Macedonia? I fight. I don't stop. When I see North Macedonia on the news and someone calling me Northern Macedonian, no, it makes me want to fight more. I don't give up, I keep going. Take the newsletter here. I wrote something called the Wealthy Macedonian Syndrome. I struggled whether if I should write it or release it. I think many of you have read it by now. Guess what? If there is a famous or wealthy or whatever Macedonian that grew up in Canada or in the States, all it takes is for one of you, just one, to say something. Say, our name is Macedonia. There are hockey players, there are baseball players, there are tons of people. We all know them, we're connected somehow. Put pressure on them. Just imagine if one of them came out and said, hey, the name change on the Republic of Macedonia is against every human right that you claim to uphold. You don't own the name. Zaev doesn't own the name. Our name is Macedonia. Not just everybody who's here. My baba, my dedo, my great-grandparents, all of yours, they own the name Macedonia. And guess what? We've owned it for a long time, and it could never be changed. We're not going to deal with Kara Saga, who wants to call us North Macedonia. No. I reached out to everybody, like officials, politicians, everybody, to say, if you don't defend who we are, you're telling us that we're second class, that we're subhuman. Pick any other nationality, you would defend them. And guess why? There are 2 reasons why we're not being defended. One, because the idiotic politicians, they're not Macedonian politicians. Not one of them was a true Macedonian from the Republic of Macedonia since 1991. Who changes the flag because the oppressor tells them to? Who decides to negotiate our name? Traitors. Okay, like Draghi said, there are varying levels of traitors. We know who's number 1, but the rest of them are traitors too. What's Mickovsky saying? I told him personally, I've had arguments with him personally. Will you denounce the name change? Will you say that you would annul the Prespa agreement? No. 1, they're corrupt. 2, they're afraid of the United States.
All it takes is 4 words to save Macedonia. Do you know what they are? Нашето име е Македония. That's all it takes. From the very beginning, if you decide to negotiate something, then you're telling everyone it's not yours. If all they had to do was say, our name is Macedonia, and it would have been out the window, it would have been done. There would have been no name change. And by the way, Macedonia is all of partitioned Macedonia. When they came here from Macedonia, they were recognized as Macedonian. Nationality, all the documents said before even 1913, they were nationality Macedonian, country of origin Turkey. Okay, country, it was technically Turkey, but it's still Macedonia, and everybody knew what a Macedonian was. We are who we are, and our name is Macedonia. And I want to ask for those people who said that, oh, if you change the name, it's good for us, nothing will happen. How do you feel that you see on the news and everywhere, so-and-so happened in North Macedonia? Are you kidding me? And by default, no matter what a stupid agreement said, and I've said this one before, you cannot have a 19-page agreement telling you who you are. We know who we are. So what happens if there is an agreement that says you're allowed to call yourself Macedonian over there, but you can't over there? That's ridiculous. But guess what? If the country's called North Macedonia, by default they'll call us North Macedonian. And look at the front of this. Macedonians vo Aegeaska Macedonia technically don't exist as per this illegal agreement. So what we have to do is we have to keep fighting. Every time you see something that calls us North, you fight. You demand that your relatives rise up. You appeal to everybody. And listen, if all the people in the Republic of Macedonia rose up like they did, don't look to leadership and political parties. There is none. You got to take it upon yourself and demand respect for who we are. So I think I've gone on long enough. The key here is let's fight. Don't ever stop. Нашето име е Македония. Thank you. Почитувани браќа и сестри македонци и македонки, за многу години Илинден и напомош свети пророк Илија. Илинден е голем ден на македонскиот народ, за македонците по род и државјанство, во татковината и во светот. 2 август е денот на државноста на Македонија. Еве ќе истакнеме само неколку имиња кои што се, да речем, најактивно во ова работа. Мендо Бакаловски, Владе Гроздановски, Дончо Ристевски, Тони Марковски, овој петтиот ќе прескочам, Грегори Цанев, Ивица Станчевски, Пере Источки, Диме Костов, Митко Крстиновски, Бранко Крстев и Драги Стојковски. На сите да им се подари по една мајца, како и на сите кои помага на самиот пикник. Весна Стојковска, Вера Марковска и Трајанка Бакаловска. Народе македонски, сокатриде си ти, доста беше разбуди се, свести се не спи ти. Доста беше разбуди се, свести се не спи ти.
цели ден. От камења бляхас. Слушам, кај шумите буките. Слушам, кај шумите буките. Слушам, кај шумите, плачат за мој монах на капитанот. Слушам, кај шумите, плачат за мој монах на капитанот. Другари, верни другари, другари. Другари, верни другари, македонци. Отари се отварвите, со коње да не тропате, не тропате. Со коње да не тропате, со пушки да не парате, ама не парате. Ајде, мајстре. Најдобро си знаеме, кои сме, откаде сме, кои ни се прадедовците. Деца сме на чесна и линденска мајка, внуци на Гоцека. Народ сме од Егеј, Пирин и Вардар, чиста крв македонска. Народ сме од Егеј, Пирин и Преста, чиста крв македонска. Најдобро си знаеме, чие име носиме, која земја си насакаме. Деца сме на чесна и линденска мајка, внуци на Гоцека. Народ сме од Егеј, Пирин и Вардар, чиста